Почитувани граѓани на Република Македонија, колку и да не сакам да се навратам на денот кога беа убиени слободата и демократијата во Република Македонија, кога болеста за пари преку нив нови задолжувања на граѓаните излезе на површина, сепак ќе ве подсетам на 24 декември, кога не ни беше дозволено да ги образложиме амандманите поради газење на Уставот и законите. А еве денес, кога расправаме по буџетот за 2014 година, исто така, благодарение на катастрофалниот деловник кој го донесе власта без опозиција, не бевме во собранието, повторно не ни беше овозможено да се избориме за своите суштински барања за подобрување на условите на живот на било кој граѓанин во било која општина во Република Македонија. Разликата од минатата година и сега е што сега не сме брутално исфрлени од салата ние пратениците и новинарите. Политиката на власта, изразена и преку овој буџет, е само уште една од низа обиди да се замачкаат очите пред јавноста. Во 2007 година владата на Груевски го донесе првиот буџет и тој беше за околу 750 милиони евра поголем во однос на буџетот од 2006 година. И да видите една интересна работа, пред некое време Светска банка излезе со податоци и проекции, две проекции за одливање на средства од Република Македонија неконтролирани, дали во шише или на друг начин, и тоа според првата проекција одливање на 750 милиони евра, а со втората околу милиарда евра годишно од Република Македонија. Која коинциденција? Значи, точно проектирано зголемување на буџетот на сметка на граѓаните на Република Македонија, за да истите пари оваа власт ги изнесе од државата и ги однесе во други земји. Овој предлог буџет за 2014 година е со големи расходи по однос на претходниот, значи 2,9 милиарди евра, за цели 6,6% повисок по однос на претходната година. Во своето излагање по однос на висината на буџетот, министерот нагласи дека истиот е развоен преку давање на поддршка на развоен на капиталните инвестиции и сигурни исплати на пензии, плати и на администрацијата. Покачувањето на платите на администрацијата и пензиите на пензионерите веќе 2 години се во форма на она че, карактеристично за ДПМНЕ. И постојано ова успешна влада, под наводници, постојано го одлага. И за минатата година во буџетот за 2013 беше сигурна исплатата на пензиите и социјалните пакети, но сепак се направи ребаланс на буџетот, заскривајќи ја реалната слика за трошењето на буџетските пари за пензионерите. Се поставува прашањето каков е тој развоен буџет, кога 87% од вкупните расходи се тековни расходи, од кои 66% се расходи за плати и социјални трансфери, кои крајно непродуктивни расходи изнесуваат 58% од вкупните расходи на буџетот. Исто така, ако ги гледаме средствата одвоени за имплементација и пристапување кон Европската Унија, значи предвидените 15 милиони евра од буџетот за 2013, предвидени во буџетот 2013, а за 2014 се во овој предлог буџет намалени само 6 милиони евра. Дали интеграцијата во ЕУ и понатаму останува врвен приоритет на владата на Република Македонија со незначителна сума на предвидени пари за оваа намена. Оваа влада од доаѓањето на власт
милува да рекламира и за това сама да се рекламира и за това да троши огромни средства за кампании. Това от 590.000 евра за реклама. Значи, во 2008 година има потрошено 6 милиона и 435.000 евра, во периодот 2010-2012 има потрошено за рекламирање 4 милиона 646.000 евра. Рекламата на владата продолжува и оваа година. 1,7 милиона евра се издвоени за реклами, за здравство, за стопанство и за образование. Скопје 2014 е омилен проект на владата како пералница за пари. Преку овој проект се потрошени 500 милиони евра, од кои што со надуени цени и околу 250 милиони е реалната цена на изградените објекти, додека останатите се чисто перење на пари. Тоа се оние пари што излегуваат од Република Македонија. И не е само тоа, преку накнадни работи, кои што и непредвидени работи, на секој објект има уште 20% предвидени такви средства со кои што се зголемува висината на чинење на сите објекти кои што се изградени со овој проект. Министерот кажа дека имаме најголем раст во градежништвото 32%. Па како нема да имаме најголем раст кога правиме објекти кои што чинат 250 милиони, а трошиме 500 милиони за нив. Исти случајот и со кредитите кои што ги зема оваа влада за изградба на автопатиштата Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Се земаат 517 милиони евра за да се изградат 117 километри автопат, а фактички со тие пари може да се изградат 200 километри автопат. На тој начин се одлеваат парите на граѓаните од Република Македонија, наместо да се употребат за изградба на инфраструктура која е многу потребна, канализација, водоводи и други патишта кои ще се потребни за по-квалитетен живот на граѓаните во Република Македонија. Еве еден пример за споменикот на Никола Карев. Предвидено е да кошта 81.000 евра, а исплатени се 168.000 евра. Значи дупло, секаде е дупло. Министерот на општата расправа по предлог буџетот за 2014 година кажа дека ќе бидат изградени и хидроелектраните Бошков мост, брана Луково поле и Корабскиот довод. Исто така ќе биде утврден и најдобриот понудувач за хидроелектраната Чебрен и Галиште. Јас и при таа расправа му кажав на министерот, штета што не е овде, дека провери во буџетот во Министерство за економија, развој за енергетика. За агенцијата се одвоени 12 милиона денари, додека за развој на енергетиката се одвоени 64 милиона, од тоа 50 милиони денари се донации, а останатите се од основниот буџет. Со милион евра се градат ли брани и 2 хидроелектрани? Го нема нигде во свет. Го фативме на лагата и затоа сега при образлагањето на дополнетиот предлог буџет за 2014 не ги спомна овие проекти. Инаку, овие објекти требаше да бидат отпочнати со градба во 2012 година, а завршени 2015. Сега сме веќе на почеткот на 2014. Тоа е за Луково поле,
додека во 2012 исто така требаше Бошков мост да се гради до 2016 година. Меѓутоа, градбата уште не е почната. Со €1.000.000 не се градат две хидроелектрани. Доколку годишниот одлив на средства, на пари од Република Македонија во висина од 750 милиона евра се употребеа како што треба, браните Чебрен и Галиште ќе беа изградени со наши средства. Тоа се стратешки две брани кои што се основа за водостопанската основа, меѓутоа и за водоснабдување на општините во Република Македонија, потекот на река Вардар, меѓутоа и префрлање на води и во Струмичкото поле. Меѓутоа, со еден излив од 750 милиона евра ќе беа изградени двете брани и ќе беа наши, а не да ги даваме на концесионер да ги гради. Имајќи гасовод доведен во 90-те години и кој што се користи во Скопје, Куманово, оваа влада планира со 4 милиона евра да го гради гасоводот Јужен ток, кој што е исто на Газпром и претходниот е газда Газпром, значи од исти газда два гасовода со 4 милиона евра. Со 4 милиона евра и со овие одлеани пари на криминален начин од Република Македонија гасоводот ќе беше потечението од Скопје до потечението на Вардар донесен до Гевгелија и со делнични водови лево и десно цела Македонија ќе беше покриена со газ. Меѓутоа, оваа влада не планира да го направи тоа. Примедба има и од Европската Унија заради подпишување на овој договор, и тоа го има во извештајот за напредокот на Република Македонија во Европската Унија и вели: во септември беше ратификуван договор со Руската Федерација за делница на гасоводот Јужен поток, кој предизвика загриженост во врска со неговата компатибилност со врските на енергетската заедница во областа на сигурноста на снабдувањето на земјата со напредува. И сега Европската Унија бара сите гасоводи кои што се со руски газ, кои што ќе поминуваат во низ територијата на Европската Унија, да сите држави кои што склопиле договор со Газпром да направат ревизија. Овој крак е слепо црево за нас и е непотребен и попусто ќе бидат потрошени парите за оваа намена. Невработеност. Министерот кажа дека невработеноста е намалена, значи за 10% од 38 на 28%. Вештачка манипулација со бројките и фактите, односно со активни и неактивни барачи на работа. Не кажа зошто само во Македонија не е спроведен попис на населението единствено во Европа. Со пописот е основен документ кој што се прави на 10 години, врз основа на кои податоци се прават сите економски проекции во секоја држава. Ние го немаме тоа. Ние не знаеме колку жители живеат во Република Македонија. Не го кажа и бројот на трајно иселените лица во европските земји, Америка, Австралија, како и последица од протоколовата прередба. Ќе го подсетам, а ја има таа евиденција преку граничните премини, преку системот на царината. Во секој граница се знае кој е иселен на подолг период, а кој е за кратко време на туристичка тура. Значи, ќе го подсетам дека 440.000 граѓани на Република Македонија се иселени, од кои што трајно 250.000 останатите чекаат виза за престој, подолгорочен престој. И сета оваа немаштија, беда во државата, чија правда министерот со најголемиот раст
трет поред во Европа на бруто домашниот производ и вели дури и германците и французите се зад нас. Многу е прозирно, многу е тешко на оваков начин да вреđи интелигенцијата на македонскиот народ. Знае македонскиот народ и граđанин кога ќе бркне во джепот, дали му е полн джепот со пари или не, дали му свира цревата или не од глад. Зошто одвои оваа влада за народните кујни средства? Затоа што многу убаво се живее во Македонија. Тука е рај. И во контекст на тоа треба оваа влада, затоа што има многу идеи, да предложи визен режим за Германија, Франција, Англија, па во овој рај кој не сака да живее? Сите ќе дојдат тука да живеат. Меѓутоа сурова е вистината. Минималната плата во Германија е 2000 евра, во Македонија е 100 евра. 6000 денари е минималната плата. Вие ја донесовте таа, вие изгласавте. Нето платата. Затоа германците не идат на печалба во Македонија, во мизерија. Никој не оди. Затоа што и овие нашите сите иселени што се не сакат да се вратат назад. Знаат кај ќе дојдат. Во една уништена држава и економија. Во една власт која што сака да не постои оваа држава. Ево го Евростат, куповната моќ на нашите граѓани опишува. Трети сме у светот по беда. Не може основните артикли да си ги купиме. Не е тоа никоја наша анализа, туку е европска. Околу субвенциите за земјоделието. 140 милиона евра за оваа година, за 2014 предвидена. Ајде да се вратиме едни бројки да ги провериме колку е од 2007 до 2011, колку е пораснато земјоделското производство во Република Македонија. Паднато е производството на пченица, паднато е производството на јачмен, на пченка, помал број на говеда, над 2500. Во тој период се даваа субвенции секоја година. 85.000 овци помалку во однос на 2006 година. Ова се податоци од Завод за статистика, државна институција. Живината за половина милион е помалку. Логично намалено е и производство на сите видови месо. Дефицитот на разликата во однос на храна и пијалци во 2009 е 235 милиона. Во 2011 276 милиона, 2012 310 милиона. И во стилот на ВМРО ДПМН обавезно се бара некој спасител. Тоа беше во 2007 година каубоецот од Америка, кој што донесе 2 Стетсон шешири и еден камшик, му ги подари на министерот тогашен Александар Спасеновски и на Груевски и сликани се заедно со него како во Македонија ќе донесе 200.000 говеда пашитни да ги пуште, за да може да ја зголеми производството. Дојде и замина. Сега, новиот мецена, односно новиот спасител на Македонија, кој, ако не су брата Рој, белосветски преварант и апаш, проверен во неговата држава и затоа е во затвор. Сефтето на орањето со Џон Дирот му го направи лично министерот за финансии. Не е тука, меѓутоа е добар тракторист. Ана Арлијата не ја види. Веднаш потоа со брата Рој го затворија и нема излез од својата собствена држава. На такви луѓе 200 милиона евра инвестиции ќе донел. 25.000 крави. Па ние не може вода да ги напоиме, а не па да ги нахраниме. Од почетокот на мојата работна кариера работам во водостопанство и ќе ви кажам еден добар податок.
Во 90-те години во Република Македонија се наводнува 60 до 70 000 хектари земјоделско земјиште, односно посадено со култури. Благодарам. Само 2 секунди. Ова година, минута, сега се наводнуваат 20 000 хектари само. Со субвенции, со се. За интензивно производство земјоделско треба наводнување. Климата кај нас е таква. Меѓутоа, затоа и сите приноси се слаби и затоа увезуваме храна, не може да се прехраниме заради криминалите. Благодарам.